Можни дисциплински постапки ако вработените излезат на протест. Ваков допис, според тврдењата на синдикатот, испратила директорката на УЈП Елена Петрова до административците во управата, кои за денеска закажаа двочасовен протест. Но по добиениот мејл, истиот го откажаа. Во дописот, како што тврдат тие, Петрова се повикала на Законот за работни односи, кој не дозволува прекин на работата. Синдикатот Солидарност пак со спротивен став од неа. Нашиот став е дека правото вработените го имаат и дека све што е поврзано со работен однос го имаат право, вклучително и правото на протест да биде во работно време. Но не се како и да е, во услови на различни гледања, голем број на вработени са Бајлево дојдоа до мене и се пожалија дека на интернет гласило на управата за јавни приходи од страна на работодавачот им е укажано дека таквото делување е недозволено, е спротивно на закон, дека законот тоа не го предвидува, бидат превземени мерки и за одговорност за нарушување на работните односи. Сличен допис дека ќе сносат одговорност ако 2 часа излезат на мирен протест бил пратен и од вториот синдикат во истата институција, САДУ. Сега од репрезентативниот Солидарност чекаат евентуална средба со раководството. Во спротивно не ја исклучуваат можноста од организирање штрајк. Сметам дека ќе најдеме начин да го надминиме проблемот. Штрајкот е законско и легитимно право за кое што треба да се направи подготовка. Од УЈП нема одговор дали бил испратен таков допис и зошто бил спречен протестот, ниту пак дали во следниот период ќе иницираат средба со синдикатот. Инаку нивното барање беше зголемување на платите за 7%, кое го добиле сите останати државни административци од март, како и согласување на платите со зголемување на минималната плата за 1600 денари. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.